Кампањата во полнек. Кандидатите со збиена агенда имаат ли план за спас на животната средина? Разговараме со Невена Ѓорѓиевска од еколошкото здружение О2. Претседателските кандидати денеска присуствуваа на трибина организирана од еколошкото здружение О2. На трибината насловена "Деградација на животната средина, закана по националната безбедност", кандидатите се согласија дека постои реална закана за животната средина и истакнаа дека грижата за истата е дел од нивните програми. Со мене во студиото е Невена Ѓорѓиевска од здружението О2. Добро вечер, Невена, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за поканата. поканата. Какви се вашите впечатоци од денешната панел дискусија? Пред се да кажам дека сум многу задоволна од сите тројца кандидати, бидејќи во така збиена агенда најдоа време и се одзва на нашата покана. Дури некои направи прераспределба само да дојдат во тоа време и успеавме негде час и половина да го задржиме вниманието и на кандидатите и на публиката, што беше па и на новинарите. Очекувавте ли дека ќе дојдат да прифатат да зборуваат на оваа тема со оглед на фактот дека ова е еден од најгорчливите проблеми на сите граѓани кои живеат во Македонија, а друга страна можеби е и малку, ако можам да кажам, оставена настрана од агендите, односно од партиските представувања на кандидатите. Токму така, некако на сите нас не е надметнато дека председателот и нема толку големи ингеренции во поглед на ова прашање. Меѓутоа, ние ги погледнавме ингеренциите на председателот и според уставот и според други закони, како има ингеренции во ова и сакавме ова прашање да го наметнеме сега во оваа кампања, бидејќи некако и самите теми беа постојано истите. Овој дел не беше воопшто зафатен во нивните искажувања, нити па во прашањата кои им ги поставува и на дуелите, и на дебатите, и на новинарските прашања. Срекни сме што го успеавме да го наметнеме и моментално е период кога е пролет, па некако не беше толку актуелно загадувањето, меѓутоа оние огнови што се палат по стрништата и по депониите, сепак требаше наметнаа некое внимание, меѓутоа тоа денеска што го представивме е проблемот на загадување не само на аерозагадувањето, него буквално целата состојба, таа огромна загаденост која имаме и на почвата и на водата, проблемот со рудниците, за тоа кратко време што го имавме, мислам дека допревме до нив. Имаше еден период кога буквално сочувствуваа како луѓе, збореа искрено, дадоа своји предлози, се гледа дека се спремаа на темата и се надевам дека и понатаму во кампањата ќе се збори за ова. Тука предлагам да ги погледнеме барем краток дел од она што се случуваше, односно од изјавите на тројцата претседателски кандидати, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Инаку, кога зборам за името, моето име и наобразно значи зелено, значи и по името јас сум green и така да и по ориентација сум green и затоа и една од точките на мојата претседателска кампања е Go Green. Ние ќе бидеме многу подложни на закани од еколошкиот аспект, од загадувањето. И затоа ја чак некојаш ја нарекувам, можеби треба да се формира нова дисциплина, научна дисциплина, геоекологија. Имаме закон и има еден дел кој што како да е наследен од постпартизанските денови, кој зборува за воена и вонредна состојба. Вонредната состојба се врзува за елементарни непогоди, значи за поплави и земјотреси, тука јас ја сместувам еколошката катастрофа и досега собранието на барање на 30 пратеници неколку пати требаше да прогласи вонредна состојба, бидејќи не го направи тоа, претседателот требаше да му предложи на собранието да предложи вонредна состојба. Прво во Советот за безбедност, прво во доктринарните документи мора да биде и ова прашање адресирано како прашање од највисок национален интерес и да биде вистина една од примарните закани за националната безбедност. Второ, во Советот за безбедност, претседателот има само тројца кои може да ги предложи од 9, другите 6 се по функција. Меѓутоа, може при тој избор, знаете дека треба да внимава и на други компоненти со оглед на тоа дека тоа доаѓа од рамковниот договор и на етничка припадност така натаму, се разбира многу таа компетенција која нужно ќе се бара и јас ќе ја барам ако ја добијам до вербата, би било добро ако има и еколошки бекграунд, таа личност. Ѓевско, ова е можеби и единствената дебата на која што ги слушнавме тројцата претседателски кандидати со ист став. Како го оценувате ви ова?
Проблемите со загадувањето кои го имаме не познават никаква разлика и не смее да има никаква разлика во однос на тоа кој од каква партија, бидејќи тоа што не загрозува и тоа што е најголем проблем кај нас и болестите што се јавуваат од ова загадување не бираат ни партија, ни пол, ни човек. Најлошо е што најзагрозени се децата. И тука не можеш да останеш во новаа тема. Поготово кога ќе слушнеш какви податоци имаме. Имаме податоци за околу 3200 починати само од загадувањето. Потоа имаме загадување на почвата која се уште не се гледа, меѓутоа во понатамошните испитувања ќе се покаже колку е загадена, докаде е стигнато и колку тоа влијало врз нашето здравје. Имаме значи стравични податоци, некако и ние кога ќе почнеме да истражуваме се повеќе и повеќе се плашиме од тоа што го наоѓаме. Има студии, меѓутоа некако јавноста не е толку запознаена. Стојат во некои фиоки, иако треба се преземат работи уште од 2007-2005, стојат во фиоки и никој ништо не презема за тие работи. Тоа го предочивме во презентациите што беа на почеток, првиот половина час. Некои од кандидатите изјавија дека првпат слушаат за овие податоци. Беа и самите запрепастени од кои димензии е овој проблем. Тоа покажува и колкав бил нивниот интерес за оваа тема до сега. Па не само интересот, мислам дека овие теми некако се држат до ние еколошки здруженија, меѓутоа и во медиумите загадувањето е она кога е најактуелно, тогаш се пласира, потоа некако се забораваат во овие теми. Доаѓа пролет и некои други теми се поинтересни. Морам да кажам дека секогаш политиката и некои други прашања имаат прединство над овие теми. Иако нас ова не е едно најголем проблем, да речам, во моментот со кој би се соочувала нашата држава. И конкретно и во пристапните договори на ова поле ќе треба многу да се работи. Ги споменавте на почетокот ингеренциите на председателот. Какви ингеренции има, што може да преземе еден председател во однос на зачувувањето на животната средина, со оглед на фактот дека е многу поопсежно прашање од само загадениот воздух. Зборуваме нели за резултатите кои покажа големи количини железо во крвта и загадувањето и во водата и во почвата, како што веќе споменавте. Што може да направи председателот? Тешки метали беа најдени и кај животните, во природа и кај луѓето, колку можеме да замислиме, така беше споредбено кажано. Значи, председателот треба да ги штити темелните вредности на кои почива Уставот, а меѓу нив секако и правото на здрав живот, правото на секој човек што треба да го има на чист воздух, на здрав живот и на здрава животна средина. Она што нас не е во моментот многу загрозено. Председател на државата е и председател на Советот за безбедност, како што кажа, треба да предложи тројца кандидати во тој совет. Исто така членови на тој совет. Меѓутоа може да бидат повикани и други стручњаци. Значи тој го води тој совет, тука може да се наметне за дискусија. Сите се сложија дека еден од тие треба да биде баш од оваа област. Исто така со обраќање во парламентот може да го наметне ова прашање како многу посериозно. Врховен командант е на вооружените сили, имаше прашања дали би ги вклучиле тука армијата конкретно во некои алармантни ситуации. Мислам дека сите тројца кандидати одговорија да. Исто така може да подпишуваат или да не подпишат, да го разгледаат и да дадат забелешки на законите. Значи има многу закони што влијаат врз тоа до која ситуација доаѓаме. Така да имајте како многу ингеренции со самото тоа што како институција ова прашање ќе биде наметнато и од него ќе доста може да придонесе да се помернат работите кон подобро. Така, армијата и досега можевме да ја видиме на терен во оние, можам да кажам, кризни состојби како поплави и пожари. Меѓутоа, професорката Гордана Силјановска-Давкова изнесе уште една теза, тоа е дека треба да се наметне вонредна состојба. Каков е вашиот став за ова? Дали за ова треба да се наметне, зборувам, во една ваква политичка состојба во каква што се наоѓаме сега? Па моментално и немаме толку страшна политичка состојба. Пострашно е она што ни се случува кога имаме PM10 честички 500, 600, 700. Луѓето не се свесни колку е таа алармантна состојба и вонредна. Таа алармантна состојба треба да предизвика алармантни мерки. Ние во моментов немаме алармантни мерки, имаме бесплатен превоз.
Бесплатниот превоз во никој случај не е нешто што одразува алармантна состојба. Кога реално би се покажало колку е алармантната состојба со подрастични мерки, може и самата држава малце поангажирано ќе се вклучува во решавање на проблемот. Од друга страна, имавме алармантна ситуација негде месец-два да ние на самиот наша страна да објавуваме слики од она што се случува низ земјата. Постојано добивавме можда преку 100 снимки и фотографии, значи запалење на стрништа, што е законски забрането. Извадивме па можда околу 50 на членови од закони според кој е тоа кривично дело и треба да се казнува, немаше никакви реакции. Потоа се случија пожарите. Може беа намерно подметнати, како што се кажуваше, меѓутоа самата таа неактивност на државата, предпоставам дека беа некако сите насочени во кампањава, доведе до тоа да ситуацијата стане поалармантна. Доколку се вклучија, не мораше само војската и МВР тука во спречување и казнување на тие страништа, немаше да добие толкав алармантен ефект. Токму министерот за внатрешни работи го посочи, односно го впери прстот во обвинителството за конкретнава работа. Тој вели дека оние кои беа фатени како подметнуваат пожари се пуштени да се бранат од слобода од страна на обвинителството и дека тоа е спрегата која оневозможува практично виновниците да бидат санкционирани. Каков е вашиот став во однос на обвинителството? Сметате дека треба малку поажурно и малку подобро да се врши работата во однос на ваквите случаи? И обвинителството, меѓутоа и полицијата. Значи, конкретно проблемот со Визбегово. 2 месеци таму дивата депонија гори. Луѓето секојдневно информираат, снимаат снимки каде што и коли од јавното комунално предпријатие исфрлаат отпад. Луѓето кажуваат дека кога беа оние апсењата и спроведување до затворот имало огромна полиција. Сега вика зашто истата таа полиција не застане тука. Ако има неколку дена таква заштита, може нема да се случува така лесно секој да оди таму и да фрла отпад. Треба многу да внимаваме и да работиме на тие превентивни мерки за да не дојдат веќе до ситуации на пожари кога имаме веќе и материјални па и жртви имаше, неколку жртви од тие палења. Цел систем треба да функционира. Законите треба да се сменат, треба да бидат многу по-ригорозни, треба целиот систем да функционира. Значи прави луѓе на прави места. Да се мрдне некако работата, да профункционира јавното обвинителство со повеќе казни, меѓутоа и законите тука треба да се сменат и да им дадат подлога да биде малце тоа поригорозно, додека да речеме не поминат неколку години, самите ние како населени и жители сватиме дека некои работи едноставно не смеа да се прават. За доброто на сите. За доброто на сите, пред се на себе и на сите. За да го заокружиме овој разговор, мора да ве прашам дали очекувате победникот на овие претседателски избори навистина да се заземе за оваа тема и да покаже интерес како оној денеска, бидејќи предизборна кампања, во екот на кампањата знаеме дека политичарите се ветуваат, меѓутоа дали очекувате од победникот навистина да се заземе за ова кога ќе седне на таа функција? Моje лично мислење е дека допревме денеска до нив. Самиот став и она што го видеа, ја мислам дека искрено го кажа и беа стварно трогнати од самите податоци и она што го кажавме. Се надевам дека нема тоа да го заборават кога еден од нив ќе седне на претседателската функција. Ние сме тука како граѓани да ги потсетуваме на тоа што го ветија. Се обидовме да направиме лайв стриминг, ми кажа дека не бил добар звукот, меѓутоа во наредните денови ќе извадиме и тонски записи, така да тука сме да ги потсетуваме на она што го ветиле и да алармираме за сите проблеми, па се надевам дека со една заедничка акција и на населението, и на државата, и на претседателот, дека мораме сите заедно да делуваме, зашто тоа е за заедничко добро. Ви благодарам што прифативте да бидете гостин во денешниот централен дневник. Ви благодарам и јас на вас.